Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Судијата досудил смртна казна. Джелатот бил подготвен. Господ Исус им бил предаден на непријателите. Го плукале, го удирале Божиот син по лицето и го камшикувале. Тепањето не подсетува на казната. Исус не го заслужил тоа. Никогаш не бил виновен за грев. Каков и да е, тој бил погубен на најстрашен начин. На крвавиот грб го носел тешкиот дрвен крст по улиците на Ерусалим. Надвор од градот, на ридот наречен Голгота, бил распнат на крст од свирепи војници, меѓу двајца криминалци, еден лево и еден десно од него. Умирањето на крстот било ужасно. Исус претрпел главоболки, страшна жед и недостаток на здив. Бил исплашен. Освен тоа, неговите непријатели се подсмевале со него. Еј, ако навистина си Божиј син, тогаш слези од крстот. Ако си цар на евреите, тогаш спаси се сам. Ако Исус сакал да се спаси, тогаш немало да дојде од небото на земјата. Дошол со таа цел да не спаси нас, бидејќи не сака. Исус ги сака дури и неговите непријатели. Татко, прости им, зашто не знаат што прават. Замисли си ги трите крста. Исус во средината. Од неговата десна и лева страна биле криминалците. Зар не изгледа како Исус да им ги подава рацете на двајцата грешници? Ти би требало да бидеш ветениот спасител. Тогаш спаси се сам, не нас. Замолкни! Зар заборави на Бог? Ние сме виновни за тоа што го направивме и ја заслуживме казната. Но тој не направи ништо лошо. Господи Исусе, те молам, сети се на мене кога ќе влезеш во Твоето царство. Ти велам, денеска ќе бидеш со мене во рајот. Убиецот го признал својот грев и затоа можел да влезе во рајот. Бил во право. Сите сме виновни. Но Исус проштава и неговите раце секогаш се испружени кон грешниците. Замисли ги трите крста уште еднаш. Исус е во средината. Од неговата десна и лева страна се криминалците. Едниот поверувал во Исус, другиот му се подсмевал нему. Едниот бил спасен, другиот изгубен. На која страна стоиш ти? Исус ги држи испружени рацете кон тебе. Неговата љубов е поголема од твојата вина. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!